Кандидатот за градоначалник на ВМРО ДПМН за општина Штип Илчо Захариев на последната пресконференција истакна дека му престои уште еден 4-годишен мандат во кој ќе ги реализира сите проекти кои се реални и согласно потребите на граѓаните. Програма која е последица и резултатот на моите разговори со вас, на вашата улица, во вашата населба, во целиот град. Програмата е осватлива, имаме добри проекти и верувам дека тие проекти конечно ќе заокружат нешто што го започнавме во минатиот мандат. Нашите политички конкуренти, во недостаток на идеи, во состојба на безидејност, немањето добра програма, во оваа кампања се служеа со лаги, клевети, црна кампања. Носителот на советничката листа на ВМРО ДПМН Иван Јорданов вети дека проектите во Штипско Ново село ќе продолжат, како и во изминатите 4 години. Штип допрва ќе се развива и гради, а Ново село ќе го добие вистинското значење. Во следниот мандат Ново село ќе се здобие со довршување во уредувањето на коритото на река Отиња, до вливот во река Брегалница, реконструкција и реставрација на куќи со староградска архитектура. Ново село ќе биде туристички центар, каде ќе се негува и презентира духот на овој град пред идните посетители. Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Штип побара на денот на изборите зголемено присуство на полицијата. Ја известуваме и замолуваме полицијата за зголемено присуство во близина на избирачките места, особено во делот каде живее ромско население, бидејќи според сведочењата на жителите токму од овие населби, изминатиот период, сегашни штипски директори од СДС со пари се обидуваат да ги придобијат жителите на овие населби да гласаат за нив. Од ВМРО ДПМН на денешната пресконференција истакнаа дека новата ера за Македонија почнува од понеделник.